Почитувани колеги пратеници, господине Талат Џафери, во вашиот одговор на поднесената интерпелација, но и неколку пати денес, слушнав една реченица која што лично бе погоди мене, а тоа беше: погледнете се во огледало во однос на деловникот. Па кој мисли дека е безгрешен, нека проговори прв. Безгрешни. Дали воопшто постојат? Не. Ние сите сме луѓе од крв и месо, без разлика на национална, верска, расна основа. Имаме своји гревови направени спрема други луѓе, понекогаш намерно, понекогаш ненамерно, и за тоа ние денес не судиме. И за тоа нема право никој никогаш да суди. Но гревовите се едно, а намерните грешки нешто сосема друго. Дали ние, како пратеници, како индивидуи, како луѓе, имаме воопшто право да замолчиме и да дозволиме намерни грешки на работно место или функција председател на собрание? И тоа кога се со единствена цел одржување на власта на која што и припаѓате, и тоа по секоја цена. Ова не е било кое работно место, ова не е било која функција. Почитувани, станува збор за една од највисоките функции во државата. После функцијата председател на влада, после функцијата председател на држава, следи функцијата председател на собранието. Согласно Уставот на Република Македонија, во случај на спреченост, вие го менувате и председателот на државата. Вашата функција сама по себе значи голем човек, народски кажано. И ние од оваа говорница често знаевме да употребиме зборови како почитуван председателе, ценет колега, а понекогаш интерно, меѓусебно и драг пријател. Но тоа голем човек не значи безгрешност. Но тој збор мора да значи правичност. Затоа, и тоа беше така, го употребувавме, се до моментот кога почна да паѓа рейтингот на оваа неспособна власт и кога вие, председателе, ја добивте најтешката задача да ги одржите на власт. Разбирливо. Навистина, не може сето ова да се оствари без досетки од ваша страна, без наоѓање на дупки во деловникот. И нормално, истите не може да ги најде оно кој што не го познава истиот. Но морате да признаете дека на крај моравте да употребите и грубо кршење на истиот, односно кршење на деловникот, кршење на кодексот за етичко однесување, а минување и прекитување на кршење на деловникот од страна на другите председатели на комисии, злоупотреба на европски знаменца, скратени постапки, дискусии до исцрпување, толкување како ви одговара во моментот или едно денес важи и друго утре не важи. Но товарот за одржување на оваа власт не смеевте да го превземете сам, бидејќи само по себе тоа значи деградирање на оваа висока функција и назадување на државата. И сето тоа е легитимно. Вие имате една задача, како власт. Ние имаме друга задача. Но како млад пратеник, мене ме загрижува нешто друго. Каква е праксата која што вие ја создадовте? Што ние, младите политичари, можеме да научиме од ваквото однесување? Дали истото ни дава за право утре да го повторуваме? И притоа никогаш да не мислиме на оние кои што не гласаат и оние за кои што ние се наоѓаме тука. А тоа се граѓаните, младите граѓани. Дали тие оправдуваат нашата доверба? Дали ние како собрание носиме квалитетни законски решенија? Дали вршиме надзор врз работата на извршната власт кога сме кај довербата? Дали сте свесни дека довербата во институцијата собрание е драстично намалена? Пратениците се долго време шиканирани, омаловажувани и смејувани. И дали ќе дозволиме ова да оди вака во недоглед? До кога? Ако учиме од праксата која што вие ја спроведувате во ова собрание, тоа никогаш
нема да престане. И каде ќе стигнеме? Доколку не се извинуваме за човечките ненамерни гревови, но и доколку не можеме да понесеме одговорност за грешките намерни, ненамерни. Дали Македонија ќе стане воопшто некогаш подобро место за живење? Дали сакаме да продолжиме да се занимаваме со малограѓанштини без ничива одговорност за ништо? Господине Џафери, во продолжение ќе се обидам да набројам најмалку 50 процедурални причини кои што како млад пратеник не ги поддржувам. И тоа се причини поради кои што јас лично ќе гласам за интерпелацијата од принципијални причини. Ова интерпелација не беше против вас лично, беше против председателот на ова собрание. Дали во ова собрание се нарушува владењето на правото? Да, и затоа ќе гласам за ова интерпелација. Дали беа омаловажени вработените? Да. Дали одбивте да се извините за истото? Да. Дали надвор од Деловник не заклучивте во пленарна сала? Да. Дали направивте при тоа кривично дело? Да. Дали го прекршивте владењето на Деловникот? Да. Дали со вашето однесување ги нарушивте условите и предусловите за нормална работа и функционирање на собранието? Да. Дали бевте пристрасен во заседавањето на седниците? Да. Дали ги прекршувавте договорените нормални функционирања на координациите? Да. Дали се однесувавте спротивно на основните норми за Кодексот за етичко однесување на претениците? Да. Дали спречивте воопшто да се утврди вашата одговорност согласно етичкиот кодекс? Да. Дали му наложивте на пратеникот Панчо Минов да не ја одржи седницата на Комисијата за деловнички мандатно-имунитетски прашања? Да. Дали се обидувавте цело време на било каков начин да ја замолчите опозицијата? Да. Дали избегнувавте да ставите наши предложени закони на дневен ред? И тоа да. Дали избегнувавте да ставите поднесени други интерпелации да дојдат некогаш на дневен ред? Да. Дали културата на комуникацијата е на многу ниско ниво и вие ништо не направивте за истата да се промени? Да. Дали придонесувате кон паѓање на ефикасноста на ова собрание? И тоа да. И овде компаративно неколку работи би кажала дека етапно од 2018, 2019, 2020 година имаме многу незавршени, многу отворени и никогаш не до крај разрешени седници. И во 2021 година имаше дури едномесечен прекин поради локалните избори, меѓутоа ова не е оправдување за нефункционалноста на собранието. Ќе продолжам понатаму, има многу тоа што може да се каже, меѓутоа, еве, ние со колечката Дафина Стојановска често знаевме да бараме и процедурално, па моравме едната да излегува, другата да влегува. И дали вие го направивте тоа намерно? Да. Дали не ги осудивте колегите кога во изминатите неколку дена се случуваше хаос на седниците во другите комисии? Да. Дали пратенички прашања немавме 9 месеци? И тоа еден од одговорните за истото сте вие. Дали поништивте анкетни комисии за прашања што ја тиштат македонската јавност? Тоа беа анкетни комисии кои што се од витално значење за нашите граѓани, а тоа беше за пожарот во модуларната болница, за Дурмотурс и така натаму. Има многу работи кои што уште можат да се набројат. И сега, бидејќи со оглед на времето, би сакала да завршам и би сакала да кажам дека ние сме свесни каков ќе биде епилогот денес од ова гласање. Меѓутоа, дали ќе биде ова еден ден од кој што ние како пратеници ќе останеме горди дека сме биле достојни и сме
негирале дека треба да продолжи ваквото однесување или само ќе бидеме